Полн со трева и ѓубре е денешната слика од познатиот штипски градски базен. Ваквата слика засега не наговестува дека по завршувањето на учебната година на 10 јуни ќе стартува сезоната на оваа познато и култно место за штипјани. Во текот на летото, неизвестноста доаѓа по продажбата на градскиот базен и на земјиштето околу него. Засега состојбата е на ниво на разговори меѓу градоначалникот на општина Штип и сопствениците на земјиштето и на базенот за изградба на спортско-рекреативен центар Брегалница, кој беше предвиден да функционира како аквапарк и да има хотели во кои ќе се доведе и лековитата вода од изворите на Кежовица. Очекувам деновиве да имам поточни информации, инаку за информација на граѓаните општина Штип ги става целосно своите ресурси и капацитети заедно со јавното предпријатие ИСАР да излезе во пресред за тој базен да профункционира оваа година, но секако тоа во согласност со сопственикот на градскиот базен. Затоа денови веќе имаме информација, ние правиме се и оваа година да има општина Штип градски базен кој што ќе функционира. Штипскиот градоначалник соопшти дека има и заинтересирани инвеститори за изградба на аквапарк во местноста Суитлак, кој што во изборната кампања беше и еден од централните проекти. Но овој проект, како што велите, зависи од тоа дали ќе стартува спортско-рекреативниот центар Брегалница, бидејќи на Штип во тој случај не му се потребни два аквапаркови. Во меѓувреме ја следиме состојбата и со спортско-рекреативниот центар Брегалница во околината на постоечкиот сегашниот градски базен, да видиме таму кои се можностите за напредок на тој аквапарк, базен и сите содржини кои што беа најавувани таму. Доколку се влезе таму во реализација на тој проект, ние ќе се откажеме од проектот за изградба на аквапарк на Суитлакот. Многу планови проекти во најава, но видливо е дека градскиот базен не се подготвува за стартот на сезоната, со што штипјани ќе бидат принудени по повеќе од 60 години да не се разладуваат во неговите води, туку да бидат гости на некои од базените во соседните општини.